Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите еурека торта со фил, грилијаж и шлак. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 12 јајца, за пандишпани 400 грама пржени мелени кикиритки, 300 грама шеќер, 100 грама брашно, за фил 200 грама шеќер, 300 грама пржени кикиритки, 100 грама шеќер во прав, 250 грама путер, 150 грама шеќер, 250 грама пржени мелени кикиритки, 100 мл млеко. За украсување 3 кесички прашок за шлак, 300 мл млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа и истиот ќе ве чини околу 490 денари. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, жолчките ги ставаме во сад за матење. Потоа со миксер ги матиме белките. Постепено го додаваме шеќерот и матиме додека не се растопи. Го додаваме брашното. Потоа ги додаваме мелените кикиритки. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја распоредуваме во 3 тркалезни калапи број 24 обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган ставаме 200 грама шеќер. Откако ќе се карамелизира, ги додаваме кикиритките. Го ставаме грилијажот во тава обложена со алуминиумска фолија. Оставаме да се излади. Во садна пареја ги ставаме жолчките преостанати од пандишпаните. Ги додаваме преостанатите 150 грама шеќер. Матиме со миксер додека не се растопи. Го налеваме млекото. Матиме додека кремот не ја добие потребната густина. Го тргаме садот од оган и оставаме кремот да се излади. Калапите со испечените пандишпани ги вадиме од рерна. Продолжуваме со подготовка на филот. Со метален чук го кршиме изладениот грилијаж на парчиња. Потоа го ставаме во блендер. Миксаме. Во сад за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер. Откако путерот ќе стане пенест, го додаваме изладениот крем од жолчки. Матиме додека смесата не се соедини. Потоа ги додаваме мелените кикиритки. Матиме додека филот не се соедини. Изладените пандишпани ги вадиме од калапите. На првиот пандишпан му ја отстрануваме хартијата. Го ставаме на чинија за торта. Го премачкуваме со фил. Врз филот наросуваме миксан грилијаж. Го нанесуваме вториот пандишпан и отстрануваме хартијата. Филуваме. Нарасуваме миксан грилијаж. Прекриваме со третиот пандишпан, отстрануваме хартија. И него го филуваме и го нарасуваме со миксан грилијаж. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлак. Го налеваме млекото. Со миксер го матиме шлагот додека не ја добие потребната цврстина. Потоа со шлак
го премачкуваме страничниот дел на тортата. Преостанатиот шлак го ставаме во сладкарска кеса и со неа го украсуваме крајот на горната површина на тортата. Потоа го украсуваме и страничниот дел. Декорираме со парчиња грилијаж на средината на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!